Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Михеј од 12 мали пророци и свештеномаченикот Маркел, епископ Апамејски. Светиот пророк Михеј од 12 мали пророци. Светиот пророк Михеј II е од племето Јудино, а од селото Мораст, поради што е наречен Мораскјанец. Современик е на пророците Исаија, Амос и Осија и на јудејските цареви Јоатам, Ахаз и Језеки. Ги изобличувал пророците на својот народ, ги изобличувал и лажните пророци кои пророкувале за вино и жесток пијалак. Ја предскажал пропаста на Самарија, ја предскажал и пропаста на Ерусалим, што дошла затоа што поглаварите негови зеле мито, свештениците учеле за плата, а пророците негови гатале за пари. Затоа, поради вас, Сион ќе биде разорен како нива, а Ерусалим ќе стане купиште од урнатини. Но од сите негови пророштва, најважно било пророштвото за Месијата, особено за местото на рождеството негово. Пророкот Витлеем го именувал како место на раѓањето на Месијата, чие потекло е од почетокот, од вечноста. Не се знае точно дали и овој пророк бил убиен од евреите или умрел со мирна смрт, но се знае дека бил погребан во своето село и дека моштите му се пронајдени, заедно со моштите на пророкот Авакум во времето на царот Теодоси Велики, според некое таинствено откровение, што го имал Елефтерополскиот епископ Зевин. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера, таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Свештеномаченикот Маркел, епископ Апамејски. Роден на Кипар од богати и познати родители. Бил високо образован, стапил во брак и имал деца. Кога му умрела жената, тој се повлекол во монашкиот живот во Сирија, оставајќи ги своите деца на Божјото привидение. Се прочул заради милосрдноста, кроткоста и духовната ученост, поради што апамејците го избрале за свој епископ. Како епископ, ревносно се трудел во обраќањето на незнабожците во христијанската вера. Кога изгорел некој идолопоклонички храм, идолопоклониците го фатиле Маркела и Божем како предизвикувач на тој пожар го изгореле во оган околу 389 година. Од животот на Свети Маркел поучно е особено тоа што кај него се споменува осветувањето на водата и употребата на осветената вода. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински.
Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja Pouki od svetите oci. Potrebno je da počekate. Bog delува, но тој има свој собствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бран што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Tebe